Благодарам, председателя, почитуван министер, почитувани пратеници, почитувана јавност. Сакам да се вратам на некои точки и поенти од мојата дискусија на Комисијата за одбрана и безбедност, кога ја утврдувавме потребата од носењето на овој пакет закони, особено на Законот за основање на Агенција за национална безбедност како замена за Управа за безбедност и контраразузнавање. И од стартот и тука сакам пред јавноста да истакнам дека во дискусиите и отварањето на прашањата по овој закон ќе се водам исклучиво од професионалното знаење и познавање за работата на овие безбедносни служби и политичката припадност ја оставам настрана, имајќи во предвид дека за прв пат после толку години имаме шанса да конституираме агенција која што нема да биде злоупотребувана и нема да биде пандан на она што во минатото ни се сервираше и го гледавме во многу случаи каде што во позадината ја чувствувавме безбедносната служба како креатор или како иницијатор на одредени политички случувања. Во таа насока денеска сакам да зборувам за важноста на оваа реформа, имајќи во предвид дека се отвара, како што кажав, после многу години законско нерегулирање на работата на самата служба и можеби и од тука свесно политичките гарнитури создавале можности за злоупотреба на самата служба, затоа што ја оставале да делува надвор од законски уредени рамки. И тоа сега го имаме како можност да го коригираме, да го уредиме и да не стравуваме дека во иднина ќе ни се случуваат случаи кои што ги гледавме. Што очекуваат граѓаните од реформата? Јас очекувам многу, верувам сите вие, граѓаните најмногу, и мене ми е тука драго што денеска ретко, како за кој друг закон, се согласуваме околу вниманието со кој што треба да дискутираме за одредени аспекти од предлог законот и ме радува спремноста и на министерот, како и досега, да дискутира за прашањата и секако очекувам и конкретни реакции и акции после одредени прашања кои што се искажаа како одреден сомнеш или одредена иницијатива од јавноста и од пратениците. Зошто ни е потребна реформа на оваа безбедносно-разузнавачка заедница? Чудно или случајно, некако се совпаѓа со трансформацијата на специјалното јавно обвинителство и се спојува во една точка. Дали е тоа можноста за некакво спречување на расветлување до крај на злоупотребите кои што произлегуваат од дејствијата кои што ги преземала управата и претходно, или пак е случајно, но сега се отвара многу пошироко хоризонтот на оваа дебата и на овие вкрстувања на сите сомневања и сите терени на кои што ние можеме да направиме многу подобра и суштинска реформа. Реформата се отвара во период кога во јавноста излегуваат сведочења за нарачани фингирани службени белешки, за злоупотреба на ресурсите на Управата за безбедност и контраразузнавање од лица кои што немаат допирна точка и се дел од криминална структура во Република Северна Македонија, се отвара во период кога се уште немаме никаква дебата, ниту во рамки на Министерството за внатрешни работи, ниту пред истражните органи за злоупотребата или промашувањето на клучните проценки кои што доведоа до губиток на човечки животи, на наши граѓани, сограѓани, на полициски службеници и на штети кои што се од нематеријална или нечовечка природа, но се чувствувале како сериозно бреме
на времето во кое што се случувале. Министерот за внатрешни работи на комисијата обелодени дека за време на техничката влада бил третиран од страна на службата незаконски. Јас се уште чекам и на 20.000 граѓани, меѓутоа чекам одговори за себе, за да видам кои се одговорните луѓе за незаконското следење на комуникациите, и мој, и на министерот, и на вас, предпоставувам, и на сите 20.000 граѓани. И не прифаќам дискусија и образложение дека тоа е во постапка пред истражните органи и дека за тоа е виновен само оној што избега. Оние што избегаа. За жал, морам да констатирам дека во процесот на реформа учествуваа и луѓе кои што не така можат лесно да се амнестираат од незнаењето за сите злоупотреби кои што се случувале во управата. Кој ќе ги реформира реформаторите? И тоа е прашање за дебата. Затоа мислам дека ова е многу добра атмосфера во која што ќе дебатираме и во која што ќе ги отвараме прашањата без било каква политичка, партиска или било каква друга позадина или мотивација, затоа што тргнувајќи по шнајдерската дефиниција, бидејќи јас сум шнајдерско дете, знам често да ја употребувам, дека од дотраено одело костум нов не бива. Сега доаѓаме до ситуација во која што не треба да дозволиме Управата за безбедност и контраразузнавање само да го смени своето име, а да се остане во рамките на кадровскиот потенцијал кој што за превезот на некаква солидарност ќе остане можеби нечепнат во сите овие критериуми кои што треба да бидат критериуми за ветинг. И јас се согласувам дека се остава простор за сомнеш и можеби ќе се согласам со дел од коментарите на опозицијата дека одредени одредби од законот треба сериозно да се анализираат и законски да се доуредат, затоа што и како граѓанин, и како политичар, и како познавач на работите на овие безбедносни институции, нема да можам да си дозволам уште еднаш тие што угнетуваат да ни се представуваат како политички жртви. И затоа ќе бидам најжесток поборник оваа реформа да не добие епитет на политички реваншизам, затоа што таквото бреме ние не смееме да си го дозволиме да го носиме, иницијаторите на оваа реформа, но секако во ниту еден случај не треба да дозволиме джелатите да ја прават реформата. И затоа ќе ги искористам сите мои можности како пратеник да дебатирам и на јавната расправа, да поднесувам и амандмани, да отворам дилеми кои што не се отворени, а ќе бидат интересни и за опозицијата и за владеачкото мнозинство, за да конечно имаме дебата во која што ќе се вреднува професионализмот. Но не оној професионализам кој што значи успешен и сомнителен транзит од една политичка структура во друга, туку оној вистински кој што треба да обезбеди лојалност кон државата. Една од вредностите што треба да ја имаат вработените во тие институции е лојалноста кон државата, а не кон личноста. Во јавноста циркулираат многу написи кои што укажуваат дека единствено поранешниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање нема непотизам во Управата за безбедност и контраразузнавање, затоа што најголемиот дел таму се негови клиенти. И затоа клиентелизмот и сето она што значи суштинска реформа треба да започне во овој момент и тоа сите заедно. Благодарам.